Почитувани граѓани, почитувани новинари, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, преку владата и институциите што ги предводи, успешно ја менаџира енергетската криза. Струја и парно има цела грејна сезона, рестрикции нема. Производство на електрична енергија е зголемено и тоа во февруари за фантастични 80%, а сметките за домакинствата се исти. Ефтина струја обезбедивме и за клучната и витална инфраструктура во државата, како што се болниците, затоа што здравствената услуга е загарантирана. Ефтина струја има и за училиштата, за континуиран образовен процес. ЕСМ обезбеди струја и сите јавни комунални предпријатија за да се стабилизира цената на водата и да немаат изговори за да ги зголемуваат цените. Тоа што ветивме, остваривме. Зима без рестрикции, без големени сметки. ЕСМ од октомври 2022 година до крајот на март 2023 во услови на светска енергетска криза произведе близу 2,7 милиони мегават часови, односно 222.000 мегават часови повеќе електрична енергија, за разлика од истиот период во 2017 година, кога немаше енергетска криза. Последните податоци говорат дека за 15 месеци на мрежа се 400 централи за производство на електрична енергија од обновливи извори. Тоа се нови централи од македонското сонце, доминантно кои се вкупно инсталирана моќност од над 191 мегават, со која може да се задоволат потребите на домакинствата со потрошувачка од 10 градови во нашата држава. И каде е сега Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН да каже кога и каде имаше рестрикции, што ги најавуваше драматично и само го вознемируваше народот, каде е колаборираниот енергетски сектор и зголемените сметки. Рестрикции очигледно има само во Белата палата, каде заборавиле светлото да го запалат. Да сублимирам, сето ова е показател за успешноста на енергетските политики на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Затоа, продолжуваме со реализација на мерки и политики кои го зајакнуваат енергетскиот сектор со крајна цел, целосна енергетска независност на државата. Ви благодарам.